Добре дојдовте во Велкит, подкастот во кој што истражуваме добросостојбата од различни аспекти и разговараме за тоа што е потребно за да се создадат подобри и поздрави работни средини. Во секоја епизода разговараме со експерти од различни области како што организацијски развој, образование, невронаука, академија, бизнис, ги поврзуваме науката со праксата и тоа го правиме со цел да помогнеме и луѓето и организациите да се развиваат добро. Велкит е овозможен од FitKit, апликацијата која што го напредува добросостојбата на работно место преку решенија персонализирани и флексибилни за вежбање, за релаксација и за ментално здравје. Јас сум Ана Костовска, вашиот водител, јас сум лиценциран психолог со долгогодишно искуство во развој на луѓе и организации и мојата работа е поврзана со создавање средини каде што и луѓето и организациите можат да се развиваат и да функционираат добро. Денес нашата гостинка е Даниела Неделкова, дипломиран психолог и докторант на студии по психологија, чија што истражувачка област е во рамките на мајчинство, поточно еден концепт кој што изворно на англиски се нарекува матrescence и кој што го опфаќа периодот од пред раѓањето, од самата бременост па се до после раѓањето и во оваа епизода ќе зборуваме за тоа како овој период како овој период влијае на жената, како организациите можат да помогнат или да го отежнат тој период и што може да направиме за и на мајките и на организациите да им е полесно во тој период. Дани, добре дојде. Благодарам на поканата, многу се радувам. Долго се знаеме и ми е драго дека ова ни е прва ваква соработка од ваков тип. Меѓутоа, мислам дека ќе збориме за многу клучна тема и ти благодарам што ми даде простор да раскажам што истражувам. Да почнеме од тоа како дојде до идејата ова да го истражуваш. Па негде се испреплети приватното со она што е академско и што ми е цел живот голема љубов, а тоа е психологијата. Сам кога дознав дека сум бремена, поискусните колешки, повозрастни жени или пријателки кои што веќе беа реализирани во тоа поле, сакајќи да ми честитаат, многу често кога збореа на темата ми кажуваа нема ништо пубаво, ама ќе видиш. И мене тоа ми остана некако врежано, се поставував дали има некоја воздршка нешто да споделат, дали нешто е недокажано. Дали може би така звучи, или ќе видиш? Ќе видиш. И ја се заинтригирав и токава љубопитност ми разви, дали има нешто што е можеби немале место каде да го кажат или простор, или можеби постои нешто недоискажано. И така почна тоа патување. Нели викаат нема побава работа на светот, ама во тоа патување има и предизвици. Сакајќи да одговорам како јас да се спремам за тие предизвици и како автономно да си ја градам приказната за тоа каква мајка сакам да бидам, случајно најдов на едно видео од Александра Сакс, која е многу познат репродуктивен психијатар, и таа всушност е една од современите психијатри, репродуктивни психијатри, која што го промовира, повторно го промовира поимот на матrescence или процес на транзиција на жената кон мајчинство. Концепт кој што верувам дека на македонската јавност не е познат. Јас искрено прв пат го слушнав од тебе кога седнавме да договараме епизодава и на прва многу е слично на адолесенс. Да. И веројатно и паралела може да се направи меѓу едното и другото. Можеш ли малку подетално да ни дадеш информација што точно значи? Да, Александра Сакс само во современата репродуктивна психијатрија нели го како да речам го се потсетува на него и го афирмира, меѓутоа почетоците се многу далеку наназад, пред 50 години, кога Дана Рафаел, медицински антрополог, изучувајќи го доењето, во еден од групата острови на Тихиот океан ќе примети дека тие се референцираат начинот на раѓање поинаку него западниот свет. Како поинаку? Например, ние кога жената ќе се породи, велиме детето се роди. А во таа заедница на островите во Тихиот океан вообичаено вика мајката роди.
И тука има шиф на тоа кој е во центарот на настанот. Дали на детето, кое што во моментот му започнува животот, или поголемите промени се ке мајката, кај таткото, ке бабата, ке дедото, ке постарото братче и сестриче. Таја укажува дека чинот на раѓање не е само биолошки, туку напротив има многу психолошки, социјални и други промени, и всушност дека со раѓањето на детето се раѓа и мајката. И веќе немаме наратив кој да што во центарот го ставаме детето, туку вниманието се насочува кон мајката. Кај нас како да ја забораваме? Да. Тоа не е нужно, треба да речеме дека мајката и детето се на различни крајности, туку исто толку е битно колку што посветуваме внимание на детето, и исто толку внимание да и посветиме на жената. Тоа значи дека фокусот сега е дека наративот за жената се менува, и тоа највеќе мене ме заинтригира. Веќе кажуваме дека Дана Рафаел тоа го препознава како транзиција во која што жената го менува својот идентитет, но не нужно дека драстично ќе го смени, само ќе го збогати со уште еден нов квалитет кој произлегува од улогата на мајка. Сега, тој наратив кој што, или таа развојна парадигма кој што дава Дана Рафаел, укажува дека со раѓањето на детето се раѓа мајката, односно за мајката распочнува развојна транзиција во која што има многу потенцијал таа да расте и да се развива. Сега, кај е контраксот зашто ни е потребен овој наратив? Вообичаено во науката доминира медицинскиот модел. И медицинскиот модел вели обично мајчинството го поврзува со симптоми, и симптомите после водат до одредена патологија. Така бара негативни симптоми и врз основа на нив дава некаква диагноза. И ние многу често, ако правиме анализа во последните години, да, се збори за матресенс во светско ниво, не во наш контекст. Меѓутоа, ако правиме анализа години наназад, обично мајчинството го врзуваме со постпородилна депресија, посттрауматски стрес, посттрауматска психоза, а сите варирања не укажуваат дека се водат кон некоја патологија, туку само се природни промени кои што ни овозможуваат да се адаптираме на промената која во тек или следи. Зборам од мајчинство до раѓање и постпородилниот период. Оно што е клучно дека, иако овој бил многу значаен термин, многу бил заборавен, едно 20 години. И потоа почнуваат репродуктивни психиолози и психијатри да го афирмираат со цел да кажат дека, иако ние чувствуваме одредени промени, тие промени се во ред и ние сме во ред. Не мора да водат нужно кон патологија, но она што е клучно е дека во центарот ја става мајката, и она што е клучно, зборуваме за развој. Каде е паралелата сега помеѓу адолесенс и матресенс? Адолесенцијата се признава како развоен период. Мајчинството во медицинскиот модел не било така гледано. Да, мајките се очекува да се вратат брзо на оние кои што биле пред пораѓањето. Да, сега многу ме потсети на нешто многу битно, а тоа е дека читав едно интервју во кое што една уметница вели, од кога ја добив керката, ништо не е сменето, само денот го поминувам поинаку. За мене тоа беше игнорирање, во мојот светоглед, тоа е игнорирање на промена. Значи, кога ќе дојде детето, многу се менува за целото семејство, целата динамика, одговорностите, обемот на одговорности и така натаму. Од тука, сметам дека преку оваа развојна парадигма ни дава зборови како да ги менуваме работите и како да ги гледаме дел од нашиот развој, а при тоа да се навратам на прво што ме праша, е дека оваа паралела што ја збориме на адолесценција и мајчинство, може да ја правиме на две паралели. Едната паралела е на ниво на невронаука и сознаниот невронаука, втората паралела се однесува на тоа дека адолесценцијата може да се препознае како развоен период на реорганизација и градење на идентитетот. Истата таква реорганизација и градење на идентитетот го имаме кога постануваме мајки. Независно дали со прво дете, со второ дете или така натаму, дали посинуваме дете или не. Втората паралела, каде што сега ни овозможува да видиме дека има поише смисла, е невронуката. Таја вели дека се активираат истите региони во двата развојни периоди. Системот за например, системот за награда
кој што обично се наоѓа во медијалниот предфронтален кортекс или субкортикално во стриатумот, е многу активен во адолесценција. На нив им треба социјален стимулус, односно прифаќање од врсниците, а кај мајките истиот центар се активира, многу има зголемена активност на ниво на функција, кога го гледа своето чедо. Значи, само да го гушне, само да го гледа како расте, кога го негува, само по себе не е наградувачко искуството. Истото го имаме и кај адолесцентите, ама ке нив им треба во тој развоен период повеќе признание и награда и комплимент од врсниците. Другата паралелна е дека на ниво на наратив ние сме погрди кон мајчинството и ова ќе го кажам смело и гласно. Обично мајчинството се врзува со психопатологија или некаква патологија. Многу малку збориме како психолози или како репродуктивни психијатри некои за тоа дека мајчинството е поврзано со релизиентност, со ментална хигиена, со ментално здравје, со решавање проблеми и со планирање. Оно што сакам да кажам е дека истиот процес на синаптичко кастрење што го има кај адолесцентите, го има и кај мајките. Синаптичкото кастрење кај адолесцентите не се интерпретира како когнитивен дефицит, доколку кај мајките во научните трудови се среќава како така. Синаптичко кастрење во смисла на како тоа точно се рефлектира? Како тоа? Како изгледа? Да, ова е многу убаво прашање. Бројот на одредени синапси се намалува, ама тоа не значи дека ќе настани когнитивен дефицит, дали во меморија или така натаму, туку тоа значи дека само полето структурата ќе се специализира. И тука она оди по минималистичкиот принцип на помалку е повеќе. Тоа значи дека и адолесцентите, и мајките се специализираат на ниво на социјална когниција. А тоа би значило дека стануваме поосетливи на ниво на констатирање и разбирање на потребите од другиот. Односно, ни помага да се снајдеме полесно во интеракции, што особено е битно кај мајките, бидејќи тие треба да препознаат потребата кај тоа доенче или новороденче што не збори, да ја идентификуваат и да одговарат. Истото е тоа кај адолесцентите, како да се снајдат подобро во социјалниот свет. Да, тоа е на ниво само на невронаука. Сега, освен околината и кај самите мајки има чувство многу често на тоа дека нешто не е во ред. Да. Со нив. Да. Од кај доаѓа тоа? Веројатно така сме научени да размислуваме. Во смисла дека ако многу често мајчинството се поврзува во ранните студии со когнитивен дефицит. Односно, многу мајки, ако ги прашате како субјективно се доживуваат во врска со своето внимание, во врска со своето помнење, тие 80% од нив соопштуваат дека најчесто забораваат или се расеани. Дури и смета дека имаат помала моторна координација. Ама тука се гледа всушност суштината. Ние на ниво на субјективно чувство од тоа каков наратив во општеството постои, многу побрзо би се определи дека сме заборавени, расеани, дека имаме проблем со читање, дека ги забораваме клучевите или имаме намалена моторна координација, напротив да кажеме дека имаме намален квалитет на сон или поретко спиеме, бидејќи на почетокот е физички српувачко, нели, да се негува детето. Значи, едно е тоа, дека ние го имаме преземено по автоматизам тоа. Например, ако ги заборавам клучевите дома, не значи дека сум расеана и заборавена. Може по тој текот на денот да имам многу повеќе обврски. Меѓутоа, ние најчесто научени дека наративот е така за нас, ние ќе го преземеме. Изгледа дека функционира како самостварувачко пророштво, или тоа се очекува и автоматски тоа си го превземаме на себе. Да, затоа е у суштина ми е многу значено ние како жени, како мајки да слушнеме дека има друга развојна парадигма и има друг начин како да ги именуваме состојбите низ кои поминуваме. Во смисла дека се е во ред со нас, дел од жените за жал ќе развијат постпарадилна депресија или постпарадилна психоза, така. Меѓутоа, ке дел се природни варирања на адаптацијата што следи. Вообичаено ние имаме многу на ниво на општество, на ниво на наратив,
редукционистичко сваќање на тоа какво е мајчиното искуство. Тоа е сложено и една од психолозите што многу ја почитувам, укажува дека треба да го гледаме мајчинството не само како биолошка промена, која е иследбеник на Дана Рафаел во поновно време, туку имаме промена и на политички план, на духовен план, на социјален план, на психолошки план. Тука всушност ние по автоматизам презимаме некој наратив, а не размислуваме дека тоа е една многу посложена тема и е во ред да се менуваме кога средината се менува, односно кога имаме едно или повеќе деца. Ако ми дозволиш да кажам и некои погледи од страна на феминистите, вообичаено според Рич во 1976 година таа пишува многу податлива книга. И мајчинството го разгледува низ една дихотомија, мајчинството како искуство и мајчинството како институција. Вообичаено ние го институционализираме мајчинството. Каква е природата на мајчинството? Тоа е сочиното од убави моменти и од некои ро моменти што се предизвик. Ние ги заскриваме овие. Дури меѓу себе кога збориме со пријателки и така натаму. Дури се очекува на некој начин дека треба да го надминеме. Да. Или мајчинството дека треба да го надминеме за да може да се вратиме такви какви што сме биле до предбременоста, на пример. Да, ама ние ќе имаме континуитет на нашиот идентитет, но ќе биде збогатен со новата улога што ќе преземеме. Секој од нас може да има различни идентитети, нели? Јас сум нечиво дете, сестра, тетка, братучетка, ама сега со оваа нова социјална улога што влегувам, само на мојот континуитет како личност го збогатувам со нов квалитет. Оно што сакам да кажам е дека што правиме кога го институционализираме мајчинството. Таја вели дека тогаш создаваме норма, која што норма не е реална на природниот тек на мајчинството. Дека има и убави моменти, помалку предизвикувачки, ама дека има и некои поро моменти кои што се предизвикувачки. Ние не збориме за овие, ги зацкриваме. Да, плашејќи се дека ако се пожалиме, обично е па не е благодарна дека станала мајка, не сме да се жали, бидејќи има различни репродуктивни приказни. Едното ниво на објаснување е ова. Сега, бидејќи средината е многу важна, изборуваме каков е наративот, а кај луѓето генерално, не само и кај жените, кај мажите, делот на кариерата и работата е многу обемен дел од нашиот живот. Да. И кога мајките се враќаат на работа, сега тука што се случува? Обично тоа е период кој што е многу интензивен и најчесто негативен за двете страни. Фирмите имаат очекување дека мајките ќе дојдат, нема да бидат толку продуктивни, па ќе одат дома, па децата ќе се разболуваат, што и реално се случува. Жените доаѓаат исто така со очекување дека и со страв како ќе ги гледа работодавачот, па што ќе прави ако треба да оди дома и сега каде тука пука системот? Да. Што се случува? Да, сметам дека едно ниво е проблемот какви се очекувањата, нели, она да се вратиме онакви како што сме, но мислам дека проблемот лежи во тоа што постои еден феномен што се вика втора смена. Еден психолог во 1898 година пишува книга за ова, е тоа дека мајките кога ќе се вратат на работа, тие работат полно работно време исто колку и партнерот. Кога ќе дојдат дома, тие продолжуваат да имаат втора смена, односно тие посветуваат повеќе време за семејството и домашните врски отколку партнерот. Сега во книгата има повеќе хетеросексуален норматив и од тука тој социолог вели жените имаат на дневно ниво многу повеќе физички труд, кој што исто така ќе доведе до поголем емоционален труд, бидејќи слободното време значително се намалува. Како тоа изгледа, кажано со бројки, особено ако ги земеме предвид извештаите што ги нуди UN Woman. Значи, тие извештаи говорат за податоци кои што се после 2020 година и вели дека на ниво на домакинство жените посветуваат за домашните врски со семејството околу 3 до 3,6 часа во денот. Мажите вообичаено посветуваат 1,6 часа за домашни врски. Разликата секојдневно е 2 часа.
Едно е дека се очекува дека жената ќе поминува исто толку време во обавување на домашните обврски и семејните обврски, а истовремено ќе биде исто толку продуктивна и на работа. Но каде е суштината да не избегаме од нејзе. Тука е разликата. Ако ја го земеме платформата за родова нееднаквост, има еден фрапантен податок. Во многу општини кај нас има повеќе високо образовани жени отколку мажи. И тие понекогаш не можат исто толку да напредуваат или да ги задржат местата, затоа што мора да се грижат повеќе за семејството или пак се невозможени тоа да го прават затоа што нема доволно градинки. Односно, жената треба да има и општо родителите доволно потпорен систем за да се ова друго може да изреализира. Понекогаш што правиме каде е грешката? Ние го идеализираме мајчинството на ниво на општествен наратив, ги осудуваме жените кои што одлучиле од некоја причина да не станат мајки, а при тоа, иако толку многу го идеализираме мајчинството, не им даваме поддршка. Соодветно. Или, поопшто кажано, го идеализираме родителството, ама не создаваме толку убав терен за да тоа непречено се одвива. Го идеализираме родителството, ама сакаме некаде таму да се одвива, подалеку од нас, подалеку од општините, подалеку од компаниите, подалеку од местата каде што треба нормално да се живе. Да, и обично нема ние да речеме дека институциите не го следат напредокот на жената што го прави, во смисла на компании, институции и така натаму, затоа што веќе имаме податок дека во некои општини навистина има повисоко образовани жени отколку мажи и одредени науки веќе се женски, верувам и нашата област која изучуваме. Да. Ама од друга страна велиме вината е до нив дека не може да се организираат и негде вината паѓа и очекувањата паѓаат на плешките на жената, отколку да се приспитаме на ниво на компании, институции или општество, какви политики треба да воведуваме за да возможиме родова еднаквост и какви политики да правиме за да имаме подобри услови за да се обавува родителството. Тоа мислам дека е, како да речам, реален проблем. Има податоци дополнителни кои што кажуваат на тоа колкава диспропорција има меѓу учеството на пазарот на труд кај мажите и жените. Еве, например, оваа бројка е стварно фрапантна. Мажите вкупниот во пазарот на труд учествуваат мажите со вкупно 64%. Значи, од сите мажи 64% или се вработени или активно бараат работа. А од друга страна овој процент кај жените е 42%. Да. И тоа е многу обесхрабрувачки. Тоа значи дека многу жени од некои причини, еве не може да кажеме дека е само мајчинство, меѓутоа не учествуваат на пазарот на труд. Да, тука фино се надоврзува она што значи неформален негувател. Неформален негувател значи дека некој кој што бесплатно ја врши грижата, дали за дете, дали за лице со попреченост, независно дете или возрасен, или се грижи за некој болен. Статистиките покажуваат дека во 2024 околу 20,6% од жените соопштиле дека се неактивни на пазарот на труд, значи не ни бараат работа, не збориме за вработување. Тоа е тој голем процент кој што фали. Да се додаде на овие 40. Да, а ке мажите, ако одите на Евростат и ја погледнете таа статистика во табелата ке мажи за 24 година, колку земале отсуство поради лице со попречено да се грижат или за дете, тој податок го нема, зашто е толку низок да е нереалиабилен. Што значи дека прво жените се појавуваат како неформални негователи и тоа е неплатен труд. Од друга страна, притисокот кај жените е поголем и доколку не се обезбедува градинки, и таков податок имаме. А знаеме дека во некои општини листата на чекање е огромна, едноставно нема можност да се запишат децата во градинки. Да, значи Државниот завод за ревизија во 25 година дава податок дека проблемот не е само
тоа што нема доволно градинки, туку вика нема и доволно персонал кој што работи во градинки. А тие што ги има најчесто имаат многу деца и плюс имаат голема листа на чекање. Например, од тука фидбекот, например, што го дава, мислам дека Јоан Воман го кажува, за да се постигне капацитетот со градинки, треба двојно да се зголеми за да се одговори сега на тоа колку деца има на предшколска возраст. И сега тука фино се надоврзува тоа. На возраст до 3 години, 1 од 5 деца оди во градинка. А на возраст од 4 до 6 години, 1 од 3 деца оди на предучилишна установа. Значи, доколку вие немате мајка која е во добро здравје и е во пензија и која што сака да се грижи за детето или некоја друго постаро лице, тогаш нема опција освен жената да не работи. Да. Сакајќи тука да апострофирам дека мајките веројатно кога се здрави, кога не се на пазарот на труд, во смисла да речеме се во пензија, тие се појавуваат како најголемата институционална поддршка, која што доаѓа од рамки на домот. Мислам тоа да го апострофицирам како признание и како комплимент. Да ни се живи и здрави бабите. Да, во смисла ова не значи дека ние тука сакаме да намалиме вредноста на таткото, има позитивни поместувања на како да речам, на тој тренд да мажите активно се вклучени во грижата. И да, има бројки дека новиве генерации, нашава генерација има се повеќе татковци кои што се поактивно вклучени во грижата на децата. Не се помагатели. Да, туку е споделено и на пример убаво е да се каже дека она што е битно дека и кај нив, ако го гледаме на ниво на сознание од невронаука, ги бележиме истите промени во мозокот како тој фино се калибрира, особено се специализира за социјална когниција, кога во одредени услови тие, како да речеме, стапуваат доволно време од времето во интеракција со децата и се грижат. Да. Природата си ја врши тука работата и нашиот мозок се прилагодува на она што му е потребата на детето. Сега, кога пак да се вратиме на пазаров на трудот, кога се враќа жена која што родила или посвоила дете на работа, многу често се случува нешто што се вика казна за мајчинство. Да. Што би кажала тука на оваа тема? Што би предложила на компанијата? Да. Ова е многу значајно прашање. Нашиот закон мислам дека предвидува дека кога жена е на породилно или кога е трудна да не се прекине работниот однос, а друга страна дека работодавецот треба да ја врати на истата работна позиција. Сега каде се пенализира мајката е затоа што обично може да не се понудат раководни позиции или да не се врати на истото место и така натаму, ама тоа пак понатаму ќе отиде во следен чекор, што може би поради X причини што претходно ги кажавме, мајката да или работи со скратено време или да се откаже од работното место. Така. Сега тука не се губи само работникот и ова не е индивидуално прашање дали јас ќе изгубам работата или не, туку треба да се гледа по интегрално, а тоа е дека прво, фирмите ќе изгубат некој лојален и искусен работник, второ, ќе има промена во динамиката на тимот и трето е, например, дека може би најскапото е да се изгуби работникот, а да не збориме колку треба да се инвестира време и пари во регрутација и селекција. Тука би сакала да те надополнам со една статистика што вака низ работата мене ми има дојдено низ прсти од различни извори колку кошта да се замени еден компетентен вработен со нов. Значи, само да се замени без да има период кога недостасува вработен. Значи, денес си оди еден компетентен вработен, утре доаѓа нов. Само таа замена чини минимум 3 плати бруто месечни, а има пресметки каде што може да оди и до 2 бруто годишни плати. Затоа што има многу фактори кои што тука влегуваат, така да тоа е во суштина огромен трошок, само што е многу тешко да се пресмета, па некако мислиме дека нели денес еден си оди, друг доаѓа и окей сме.
А во суштина компаниите ги чини многу. Сега прашањето е како може да си помогнеме, што можат компаниите да направат за да не се случи. Ако не мора да си оди мајката да не ја изгубат, и од друга страна што можат и самите мајки да направат за да се осигураат дека ќе им биде добро. Да. Можеме да го гледаме ова на ниво на што како јас како индивидуално можем да направам, а што може организацијата да направи. Сметам дека тие враќање кон работа ќе почнеме од индивидуалното. Да, тие, например, враќањето кон работа треба да е постепено. И дури кога се враќаме од одмор, подобро да не е понеделник, туку практичната примена да е среда или четврток, од тука да е куса неделата. Друго е дека нашиот закон предвидува време од 1 час за доење, па може доколку е доволно флексибилна работната организација, тоа да се поврзе со пузата или на крајот од работата, како мајката би дошла порано дома или би работела со скратено време. Секако мислам дека хибридниот модел на работа исто би бил позитивен кога мајката треба да е покрај детето или има грижа околу семејството, не се чувства добро, да остане дома да работи од дома или да, како да речам, дел да работи од канцеларија. Во секој случај ние не треба да го користиме мајчинството во смисла да промовираме некои идеали, туку напротив, ние треба да користиме во смисла на политички идеали, ние треба да ги ја користиме политиката како мајки, како жени, да сме асертивни и да се бориме за она што ќе овозможи и полесна транзиција на работа. Сега на ниво на компании може да се воведат различни практики, меѓутоа доволно е да се дозволува породилно отсуство, боледување, континуиран одмор за време на викенди, некакви бенефити. Тоа што се веќе предвидено во законот во суштина. Да, и ама тоа доследно да се печитува дека ние ги имаме работите на хартија, ама не сме баш како да речеме доследни во тоа како се применуваат и секако да има пристап непречен кон социјална заштита и здравство. Да. Сега можно и нешто кога изборевме одредени професии како медицинскиот персонал е предвидено да не врши дежурства. Например, треба да ги заштитиме мајките во тој период или примарните старатели, негователи од прекумерна работа, од стресна работа и едноставно да се грижиме. Воедно и, например, можеби ако имаат ова со локацијата, може и некој како организацијски психолог, некој фидбек. Јас знам неколку светли примери од организации кои што освен што го даваат законски 1 час што е предвиден во периодот додека детето не наполни 1 година, даваат дополнително време, дополнителен 1 час за да може мајката или да дојде покасно или да се оди порано, се со цел за тоа прилагодување на што го викаш да е постепено, стварно да биде така. И знам и дека има ефект. Така да еве апел до сите организации да размислат да дадат некој дополнителен бенефит затоа што по друга страна многу е полесно враќањето на работа за мајките и многу поголем бенефитот. Да. Помалку боледување има, помалку отсуства, позадоволна е мајката кога доаѓа на работа затоа што нема толкав притисок. Да. Мене ми текнува уште нешто што сакам да го кажам, е дека кога збориме ние за труд, општо дали на работа или дома, мислам дека многу интересно е да го воведеме концептот на когнитивен труд, бидејќи не е само она што велиме физичкиот труд, туку и когнитивниот труд, дека жените тоа што мозокот фино им се калибрира, тие многу добро ги идентификуваат, ги препознаваат потребите, ги задоволуваат, донесуваат одлуки и евалуираат. Значи, ние сакам да кажам дека освен физичкиот труд,
постои когнитивен труд и обично тој е невидлив и затоа имав потреба тука да го апострофирам. Добро што го спомна ова. Ме потсети да те прашам нешто во врска со промените што се кај жената. Ние зборувавме за промените кои што работодавачи и општеството може да ги гледа како негативни. Има ли нешто позитивно? Да, ја мислам дека знаете како, ова ќе го кажам од ваков поинаков агол, дека еднаш кога бев на изложба во организација пред многу години на шведска амбасада, имаше изложбата беше посветена за мажи кои што се активно вклучени во грижата кон децата. И од една од сликите, значи ова се реални ситуации, коментарот беше: тоа што активно сум вклучен во негата и грижата кон семејството и домот ме прави подобар менаџер на работа. Значи, менаџерството и раководните позиции се родителски. Тој што е добар менаџер е добар родител. Значи, тој баш знае како да се грижи за потребите, да ги препознава и да се грижи да има кохезија, да мотивира, да се намали стресот, да комуницира. И ова многу вака секогаш со задоволство се посетувам на изложбата и на тоа изреката. Особено е многу добро и она што е како пропратна појава што се јавува кај нас жените е што многу често се јавува амбиваленција, ама амбиваленцијата не значи дека нешто не е окей со нас, туку само дека ние знаеме да издржиме спротивставени емоции долго и тоа не води во сферата на резилиентност и отпорност кон стрес, од која што во различни сегменти може да имаме доста, како да речам, позитивен исход. Да. Значи, ако може да заклучиме, мајчинството освен што индивидуално не зајакнува и професионално не зајакнува. Да. И ова е многу добра порака од работодавачи, наместо да гледаат на мајките како ризик, да гледаат како потенцијал и за менаџери и за позиции каде што бараат таква по длабинска грижа и по голямо читање на некакви сигнали. Да, и планирање и резилиентност кога одредени ситуации се непредвидливи и сложени. Затоа што децата кога ќе се родат не доаѓаат со упатство, така, ни една мајка не добила дете со упатство, туку е во фазата на неизвестното и вообичаено жената развива резилиентност како да се бави во ситуации кога се недоволно јасни и структурирани средините или упатствата. Но друго сакам да кажам, да не заборавам, многу е битно дека зошто баш го искористувам овој концепт во докторската, не само затоа што е развоен, туку многу убаво води дека мајчинството не само што е емоционално искуство, не само што е сложено, е когнитивно. Значи, Рудок, како феминистка во 1984 година, го воведува поимот мајчинско мислење. И вели, мајчинството е когнитивно емоционално искуство, односно жената во такви сложени ситуации уме да одлучува, да организира, да решава проблеми и да планира. Мислам, тоа се многу барани компетенции. И ова е нешто што работодавачите треба да го знаат. Да. И тоа како дополнителен бенефит кој што го носи една мајка која што се враќа од породилно, наместо да го гледаат со ризик. Да. Во овој концепт матrescence, како го поврзуваме со сферата на работењето, компаниите и така натаму, многу клучна промена е што доколку мојот работен идентитет се смени. Значи, ние кога завршува тој период, многу често сме исправени пред тоа, нели, кој ќе го чува детето, дали имам градинка, дали имам подпорен систем и така натаму. Значи, овој процес на транзиција на идентитетот вклучува и приспитување на нашиот работен идентитет. Ние како генерација сме растени со тоа да се образуваме, дошколуваме, да одиме на обуки и да имаме не само работно место, туку и кариера. Сега, зошто ова е битно? Затоа што кога ќе ги носиме одлуките за враќање на работа, треба секако, нели, финансиската констелација да ја видиме, ама треба и одлуката да
појде од тоа што сакам, а не од тоа што се плашам. И затоа, например, тука компаниите би било убаво да воведуваат политики кои што се афирмативни за жената и би ја олесниле таа транзиција. Да. Само една работа да на нас верувам не е јасна, ама вака за сите да ја расчистиме дека не инсистираме дека жената мора континуирано да оди напред во позиција, дека е сосема во ред некојаш да каже нели не сакам напредување. И дека е сосема валидно. Туку само ставаме акцент на тоа дека кога жената сака, има потенцијал, а работодавачот ја држи на одредена позиција само заради тоа што е мајка, тоа е тоа што не е во ред. Да, мислам дека ова ме потсетува на нешто многу битно, малку поинаку да го кажам, ама суштината е таа дека треба ние жените да сме поддршка, не само да збориме за ова што е као предизвик во мајчинството, туку и да збориме да го валидираме секој избор на тоа, дали сакам да се вратам на работа или не, дали сакам да работам со скратено работно време или не, и напредувањето не би значило само вертикално, туку и општо е и во хоризонтално напредување има, но секој избор е валиден и секоја репродуктивна приказна е валидна. Во она што сакам да кажаме, многу често сега ми излетува мајката, а му суштина сакам да се извинам и да биде тоа дека се мисли на старател и во докторатот сум спомнувам дека матресен се инклузивна рамка, значи и други форми на родителство покрива, како што е, например, сурогат мајчинство, како посвојување, како кога некое е во згрижувачко семејство и така натаму. Да. Јасно. Да. Од сите овие важни концепти кои што ги споменавме, ако треба една порака да запамтат мајки, татковци, компании, што би сакала да им пренесеш? Да. Ана, предизвик е да се остане на една поента, ама да кажам неколку мали поенти, може? Ајде. Да. Прво, сакам да кажам дека спомнав еден концепт, веќе го начнавме, амбиваленција, ама не сакам да си одам од тука да не го спомнам концептот на good enough mom. Зошто? Затоа што многу често во времето во кое што живееме и се присуството на социјалните мрежи, вообичаено ние гледаме изолирани сегменти од тоа како да се биде родител, старател или мајка. Која е совршената слика за... Да, и дека навидум постои нешто совршено дете, совршена мајка. Ми се чини, бидејќи така го почна подкастот со ментално здравје, најголемиот маркер или белег на менталното здравје е да се прифатиме онакви како што сме. Замислете да си кажете дека сте доволно добра и како личност и како мајка. Замислете да пратите порака дека вашето дете има признание да си постои онакво како што е и баш такво е најдоброто. И да бидеме благодарни дека баш тоа не избрало за мајка. Замислете кое растеретување таква порака да си пратиме на себе или на децата. Ние не смееме да подлегнеме на тоа што се промовира на социјалните мрежи, дека постои совршен татко, дека постои перфекционист мајка или дека детето секогаш мора да го држи стандардот, дека тоа едноставно виникот се сетил и во 80-тите години на 20-тиот век рекол треба мајката да е доволно добра и така таја ќе го прифати детето онакво какво што е и тогаш и тоа ќе биде доволно добро. А и тоа ќе научи да се прифати онакво какво што е и да си прифати дека само има доволно добар старател. Да. Во период кога менталното здравје се повеќе не страда, многу има истражување за тоа, е многу убава порака. Да. Друго е дека не смеме да бркаме норма која не постои или нешто што е измислено дека нешто постои совршено, не. А амбиваленцијата мора да знаеме, бидејќи амбиваленцијата ние многу често, вака поопширно да го кажам, во многу значајни, во многу лични интимни релации, не мора да се мајка, дете, татко, дете, туку и на ниво на врска што ни значи многу на ниво на партнерство или на работа, во врски кога сме инвестирани, тогаш мора да има амбиваленција. И тоа исто така треба да го гледаме како маркер на доколку ги издржиме тие спротиставени чувства, на плумер љутина и љубов и така натаму, ние само влегуваме во сферата на резилиентност.
Друго е дека нас мозокот на ниво на структура и функција ни се фино калибрира и тој само се усовршува. И од тука таа порака па особено сакам да е значајна за компаниите, затоа што всушност жените стануваат оние кои што се резилиентни, добро планираат, може да предвидат и може многу суптилно да ги дофатат потребите. Особено кога тоа треба на долги стази да се планира. Она што сакам да кажам е дека ова беше повик, нели, како сите да партиципираме во родителската улога и Дана Рафаел била до толку според мене пионир во науката, дека таа уште тогаш кога пишува за Матресенс, трудот го завршува дека ваков процес на транзиција на идентитетот постои кај таткото. А веќе современите истражувања денес ги истражуваат и функциите и структурните и функционални промени во мозокот. Исто така, јас ценам дека имав прилика да присуствувам на едукативен подкаст и дека тој многу се разликува од другите по квалитет што деновиве може да ни се понудат. И од тука, мојата порака што сакам да остане е дека како жени да си бидеме солидарни, да бидеме смели да се избориме не само за убавата страна на мајчинството, туку и за она што е предизвик. За реалните работи. Да, додека чекаме тоа да се смени на ниво на политика, можеби, на ниво на некоја институција или компанија тоа да го препознае, ние да си се препознаваме, да не постои такмичење кој е по-суперхуман, туку едноставно да соработуваме и да се смениме искуства. Се надевам дека подкастот ќе допре овој концепт, значи не е едно само академски да се работи, добро е да се знае дека постојат и зборови, поинаку ова комплексно искуство да се стане родител, да се именува и на крај ова беше само едно дел од репродуктивното патување на нас како жени. Она што сакам да можеби да биде како поттик, во иднина да се поканат и некои стручни лица кои ќе зборат и за други фази од нашето репродуктивно патување, а тоа е перименопаузата и менопаузата. Тоа се одлични теми за понатаму, а многу малку се опфаќаат, особено па во организацијски контекст многу малку се зборува за тоа како тоа влијае на работата и фала ти за предлогот. Јас се надевам дека ова ќе има некаков ефект, особено кај организациите, затоа што убаво спомна да не чекаме политикава да се смени, многу иде бавно. Доброто во бизнис заедницата што овие промени се брзи, кога има добар ефект на бизнисот, а веќе кажавме дека мајките и татковците или генерално тие што се грижат за деца се дополнителен ресурс наместо ризик, така да се надеваме дека ќе вроди со плод. Фала ти многу на времето, фала ти многу на овие информации, многу богати информации ни сподели. И да те гледаме на дисертација. Да, фала. И ти посакувам уште многу убави вака едукативни подкасти. Фала ти.